Откровение на апостол Јован, 20 глава. Потоа видов како од небото сликуваше ангел кој го имаше клучот од бездната и големата верига во раката своја. Го фати змевот, древната змија која е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години. Потоа го фрли во бездната и го заклучи, ставајќи печат врз него за да не ги лаже веќе народите до завршувањето на 1000 години. По ова време тој треба да биде пуштен за малку време. И видов престоли седнати на нив, на кои им беше дадено да судат, а и душите чии глави беа исечени поради сведоштвото Исусово и заради Словото Божјо, а и оние што не му се поклонија на зверот, ниту на неговата биста, и не примија белек на челата своји и на рацете своји, и оживеаја и царуваја со Христос 1000 години. Другите пак од умрените не оживеаја додека не се навршија 1000 години. Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над нив втората смрт нема власт, а ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со него 1000 години. А кога ќе се навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги лаже народите по 4 краишта на земјата, Гог и Магог, и да ги собере за војна. Нивниот број е колку морскиот песок. Тие излегоа по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град. Падна од Бога оган небесен и ги проголта. А ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е цверот и лажниот пророк. Тие ќе бидат мачени дење и ноќе во векови. И видов голем бел престол и седнатиот на него, од чие лице побегна земјата и небото. И за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога. Се отворија книги и друга книга се отвори, книгата на животот. И судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Морето ги поврати мртвите своји, кои беа во него. Смртта и пеколот ги повратија мртвите своји, што беа во нив. И секој прими суд според делата своји. А смртта и пеколот беа фрлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт. И кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро.